Почитувани гледачи, во ова издание на вестите на ВИС разговарам со Гунчев Панде, шумарски инженер, и се наоѓаме во расадникот на шумско стопанство Беласица овдека во Струмица. Гунчев, кажи ми, веќе садниците полека никнуваат, се припремата за она сеидба на едногодишни, двогодишни, иглолистни и листопадни дрвја. Што имаме оваа година? Ова година ние имаме производство од 230.000 садници. Од ланското година имаме останано 112.000 садници, значи разполагаме со фонд од 340.000 садници. Имаме стръмбор, белбор, смрча, дуглазија, аризонски чемпрс и багрем. Може ке се запрашате зошто баш овие видови, одма ќе ви одговорам. Во шумарството се работи со планови, со шумстопански основи. Во шумстопанските основи за наредниот период од 10 години предвидени се овие дрвни видови. Ние произведуваме малку повеќе садници отколку што имаме потреба. Тоа мораме да го правиме бидејќи не сите подружници имат разсадници. Еве сега ова година 30.000 садници белбор спремаме за подружница во Ландово. 20.000 садници спремаме за Кочини и пред некој ден Кочинска подружница прати екипа и изедоа 6.000 броја смрча. Треба да земат уште 14.000 броја. Би сакал да се пофалям со пробно производство на багрем контейнерски. Еве ова го гледате. И при нашата контрола од професорката Чумарски беше пријатно изненадан кога го виде ова и чак дори зеде професорката на Гајба да им покажува на студентите таму. Исто имаме од нашиот автохтон вид палашкиот бор. Ова е посебна сорта на стръмбор, што граѓаните на град Струмица треба да знаат дека исклучиво во Струмица, во цел свет исклучиво во Струмица расте таква сорта на стръмбор. Тоа е терцијарен реликт, остаток од терцијаро, или појасно да им биде на гледачите, кога на земјата топка е имало диносауруси, овој бор е екзистирало во Струмичко. Како еден куризитет би го нарекол. Така, колку садници имате од ова, што може да се од ова имаме малку, имаме само 500 садници, но од наредната година планираме да посадиме многу повеќе. Временските услови се такви оваа година, малку имаме посушна година, па и не ни дозволуваат условите да почнете со сеидбата. Се уште не можеме да пушуваме, садниците спремни, се уште секој ден се наводнуваат, бидејќи е топло, многу шума, не може да спушува, многу е суво, нема да може, алато што е гиджета, нема да може да влезе во земја и чекаме ги најпрвите поволни метеоролошки услови за да спушуваме. Иначе ние треба да пушуваме околу 100 хектара, 100 хектара површина. Појасно да биде, това е околу 1 квадратен километар. Ние сме обврзани тоа да го пушуваме, бидејќи во спротивно следува забрана од шумскиот инспектор за сеча. Но ние ги имаме садниците и околу 120.000 имаме вишок и така се надевам дека секи биде врат. Така, кажавте дека се посадува по шумски шумстопанските единици. Така, единици. Кажете ми каде е кои се оние места каде што ќе бидат сконцентрирани Беласица за пошумување? Ова прашање најдобро било да го одговорат самостојни интервенции што во шумата, но добро, јас имам некои сознанија. Пример, најблиско што ќе се пошумува ова година ќе биде во градската шума, на новиот асфалтен пат. Таму треба да се пошумува со багрем и со стръмбор, а иначе имаме и оддалечени места. Оддалечени места од градот по 20 км што мораме да ги пошуваме. Така е предвидено во шумстопанската основа. Нема бегање од тоа. Ви благодарам што бевте дел од вестите. Благодарам.